Мој гостин во овој термин е министерот за образование и наука, господинот Арбер Адеми. Добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро. Ви благодарам на поканата. Господине Адеми, да, за светот е предизвик ова што се случува сега со здравствената криза и начинот на кој што ќе се одвива наставата, што е она што учениците го губат, што е она што го добиваат. Предпоставувам дека се соочувате со проблеми кои што за дел од нив можеби и нема некакво решение, меѓутоа што значи онлайн настава во овој момент, како го оценувате спроведувањето вие со оглед на тоа што и ако се земат предвид пишувањата на некои наставници или професори, самите кажуваат дека имаме сериозни недостатоци. Да, ние кога се соочувавме со овие околности, со ова состојба, веднаш пристапивме кон организирање и реализирање на воспитно-образовниот процес, односно образовниот процес, бидејќи сите знаеме, сите сме свесни дека многу процеси се во застој, но не треба да трпи застој и образовната надградба на нашите деца, на нашите ученици, на нашите студенти. И затоа предлагавме како Министерство за образование и наука до владата 3 уредби за санкционирање на далечинско учење или учење од дома преку средствата за електронска комуникација и секако дека тука мислиме и на видеоконференциските платформи и електронска пошта и други средства за електронска комуникација, оставајќи ги училиштата самите да развиваат, ако не сака да се служат со некоја постоечка платформа, како ќе се обезбеди таа двонасочна комуникација помеѓу наставникот и ученикот и како ќе се разменат податоците, бидејќи еден од условите е и размена на податоците, размена на материјалите за тековно одвивање и реализирање на воспитниот образовен процес. Откако ги донесовме и уредбите, почна да се организира наставата и до сега информациите се доста охрабрувачки на национално ниво за начинот и степенот на организирање на воспитниот образовен процес. Дали имаме предизвици, дали има проблеми, секогаш дека сме имали и имаме проблеми и во нормални околности и редовни околности, кога наставата се организира во училница и односно во училиште, имаме предизвици. Има некој диспаритет помеѓу училишта, помеѓу рурални средини, урбани средини, има разлики во квалитетот на самиот наставник, во квалитетот на менаџментот на одреденото училиште, што се одразува и во постигнување на конкретни одредени резултати. Но имавте проблем пред се со достапноста, бидејќи не сте планирале вие, не планирале и другите држави, меѓутоа некои држави веднаш го презедоа тој чекор, веднаш се воспостави таа онлайн настава, дел од нив пренесуваа и однапред настава на оние државни канали. Во Македонија тоа малку подоцна започна, но кога е во прашање достапноста на наставата преку интернет, склучивте договор со Телеком, за интернет во секое семејство, меѓутоа верувам дека не секаде е достапно. Само да ви кажам дека ние ако во вторник сме одлучиле да се прекине наставата, во четврток или петок најавивме дека почнуваме со интервентна воспитно-образовна програма на Македонската радиотелевизија. Значи, веднаш сме реагирале, одма сме реагирале и не било каква програма, туку воспитно-образовна програма подготвена од Бирото за развој на образование како надлежен орган за составување, подготвување на наставни планови и програми. Сега што нудиме ние? Воспитно-образовна програма уште од самиот почеток на Македонската радиотелевизија. Нудиме далечинско учење или учење од дома, кое се развива во секој училиште, каде што секој наставник е должен да ја држи таа двонасочна комуникација со својот ученик. Па на крај може и да го оценува. И не само на крај, бидејќи имаме и формативно оценување и сумативно оценување. Ова последново е на крај. И нудиме и национална платформа за далечинско учење. Што значи ова? Во eduino.gov.mk
се снимени видео лекции од нашите активни наставници, каде што секој ученик, освен тоа што ќе го добива од својата наставник, може одредена лекција според наставната програма да ја следи во ова платформа. И не само учениците, и наставниците, и било кој граѓанин. Еден од предизвиците беше пристапот до интернет. Не дека целата територија на нашата земја е покриена со интернет, но говориме за можностите, дали секој има можност да има пристап до интернет од материјален аспект. И затоа се одлучивме, со министерот Манчевски сме биле во постојана комуникација за да се обезбеди решение. Се одлучивме на сите деца, на 30.000 деца кои имат статус на ученик, но кои потекнуваат од социјални загрозени семејства, семејства без примања, а податоците сме ги добиле и од Министерството за труд и социјална политика, да им доделиме картички со 10 гигабајта интернет секој месец, бесплатно за наменета само за образование. Така што ќе се дистрибуират картичките до овие семејства кои имат деца кои се ученици во основно и средно образование за да имат пристап до интернетот. Бидејќи едно од прашањето нели беше не секој има пристап до интернет. Така. И интернетот сега го обезбедивме и очекуваме да имаме резултати. Но едно од главните прашања, господине министер, е колку дел од наставниците ја има таа техничка опременост при одржување настава со учениците. Тоа е исто еден сериозен проблем, можеби вие не сте информатичар, не може на сите да им го наместите уредот, но одговорите се бараат од првиот човек на министерството. Вела дека дел од наставниците кои што јавно објавуваат писма и апели, дека некои мерки се направени многу брзо без да бидат доволно промислени. Не се мерките направени многу брзо. Ние веднаш, откако ја прекинавме наставата, се соочивме со апели да се организира онлайн наставата. Потоа препорачавме, ајде да се организира онлайн наставата. Потоа бевме критикувани дека за тоа нема законски основ. Го обезбедивме законскиот основ со донесување на овие 3 уредби, и за основно, и за средно, и за високо образование. Па потоа бевме критикувани дека нема интернет. Обезбедивме интернет за семејствата без примања под социјален ризик. И знам, потполни сме свесни дека има предизвици, но кога се сака, се може. И верувам дека во овој правец ќе се изнајде начин, бидејќи не се работи за софистициран начин на организирање на наставата и со електронска пошта, и преку Viber, и преку WhatsApp, и преку Messenger, и преку други платформи кои ние ги посочивме со допис до сите наставници, може на едноставен начин да се организира наставата. И далечинско учење не значи специјални камери со специјални микрофони и не знам што друго. И не значи само видео лекции, споделување на видео лекции, туку може и споделување на материјали, домашни задачи со кои ќе се обработи темата. Но најбитно е да се држи таа двонасочна комуникација помеѓу наставникот и ученикот, бидејќи само наставникот го следил напредокот на својот ученик, го знае во кое ниво е. И затоа е потребна таа двонасочна комуникација да се одржи, да се негува и како резултат на тоа да дојдеме и до посакуваните постигнување на целите кои ги имаме. Арбер Адеми, министер за образование и наука, гостим во утрински брифинг. Министер на наставниците и психолозите, училишните психолози велат дека на училиште не е нели само онлайн наставата во која што ќе имаат размена на образовна програма и идеи со наставниците, на ним им фали училницата, им фалат таблите, им фали и она социјална оној социјален однос едни према други. Но пак ќе напоменам дека дел од истите тие наставници тврдат дека токму носењето на оценките, токму оценувањето
може да се покаже како сериозен проблем при оценувањето на она што учениците го стекнале во моментот како знаење. Оценувањето е сериозен проблем за Министерството за образование, односно не е само мерка која што мораше да се донесе за да има онлайн настава, да не се прекине наставата и да не се изгуби годината? Колку ќе бидат реални тие резултати? Не. Може да бидат многу реални резултатите, може да бидат многу објективни, од проста причина, бидејќи ако се одржи таа двонасочна комуникација помеѓу наставникот и ученикот, наставникот ќе го следи напредокот, ќе го следи и манифестирањето на одредени постигања и очекувани резултати од страна на ученикот, и тоа значи и формативно оценување, но и сумативно на крај оценување од целиот ангажман прикажан од страна на ученикот. Кога сме кај квалитетот, дали ќе се обезбеди квалитет и објективност при оценувањето, секако дека ако и наставниците се креативни, со креативни прашања, прашалници, тестови, каде што одговорите не може да се препишуваат. Наједноставно не може да се препишуваат, бидејќи креативните прашања барат и креативен одговор и одговор кој е плод на акумулирано знаење. А може родителите да бидат до децата и тие да ги одговараат баш? Но нели во континуитет, велиме, треба да го следи својот ученик. Во континуитет ќе го следи напредокот. И веќе ќе оформува некоја оценка наставникот, како и училница, нели? За својот ученик. Затоа велам дека не би било проблем оценувањето. Напротив, ќе им помогне и на наставниците за подигнување на степенот на сериозноста на далечинското учење. Кое би било далечинско учење ако не би имале оценка? Знаеме дека може да влијае врз степенот на сериозноста на овој процес. Никој нема да го свати овој процес како сериозен после. Но верувам дека со силен ангажман, максимален ангажман и креативност од страна на наставниците би можеле да ги постигнеме потребните и очекуваните резултати. Дали има наставници кои не знаат да ракуваат со IT уреди? Да, имаме. Но ако сакаат да научат, ќе научат веднаш. Како што реков. Не сум многу сигурен. Едноставни начини на организирање на наставата. Има прилози секој ден во различни телевизии, каде што децата им помагат на своите родители кои се наставници, или внуците им помагат на своите дедовци кои се наставници. Како да ракуваат и како да употребуваат IT уред при организирање на наставата. И 1-2 дена после тоа самите тие знаат, бидејќи имам и лични примери од луѓе што ги познавам, дека успеале веднаш тоа да го направат и без елементарно знаење на за служење со современите средства за електронска комуникација. Но која би било алтернативата? Само и ова сакам да го кажам. Која би било алтернативата во овие околности во кои се соочуваме? Ако не би имале далечинско учење, која би било алтернативата? Да ја прогласиме учебната година како пропадната? Не, тоа се критики за подобрување на самата онлайн настава. Никој не ја спори онлайн наставата дека е најнеопходна во моментот за да не пропадне годината, туку се критикува за малку по софистицирано решавање на проблемите со кои се соочуваат. А знаете зошто не е софистицирано? Само и ова прашање сакам да дадам одговор. Не е софистицирано бидејќи ние сме им дале на училиштата слобода да го најдат начинот на комуницирање со своите ученици. Ние сме ги наброиле некои платформи кои се на светско ниво, како Microsoft Teams, Google Classroom, Google Drive и така натаму, кои се општо познати како успешни платформи, но сме кажале дека ова листа не е исцрпена.
училиштата имаат слобода сами може решаваат. да развиваат друг начин на комуницирање со своите ученици. Министре, го привршуваме разговорот, имам уште едно-две прашања. Што е со оние ученици кои што имаат посебни потреби при примањето на науката? Каков е системот за лицата со инвалидитет? Да. Добро прашање. Ние сме воделе сметка и за лицата со посебни образовни потреби и секако дека тука треба ангажман и на родителите и односно на старателите на децата со на посебни образовни потреби, така што мислам дека треба дополнителен ангажман и е потребен дополнителен ангажман и сме веќе комуницирале и со училиштата каде што се нели регистрирани деца со посебни образовни потреби, така што е голем предизвик кој се трудиме да го решаваме заедно со ангажман на сите засегнати страни. Без ангажман и на семејствата, на родителите, старателите на тие деца и на наставниците, дополнителен ангажман од страна на наставниците, не можеме да успееме. Но верувам дека со максимален ангажман ќе успееме. И сериозен предизвик за учебната година е државната матура. Што ќе се случува со неа? Излеговте деновиве со изјави дека се разгледуваат повеќе опции. Сите опции се на маса. На повеќе Например, наврати сме дискутирале и во главниот координативен кризен штаб и на сама седница на владата, што и како понатаму. Имаме повеќе опции. Јас во мојата лична адреса веќе имам предлог од страна на Државен испитен центар, бидејќи тие се реализатори на државната матура, со одлагање на државната матура, наместо јуни да биде тоа во јули. Потоа како опција е материјалот од четврта година да не биде дел од тестирањето, само од прва, втора и трета година. Една од опциите е целосно укинување на државната матура. Нели? Но ако имаме укинување, тогаш би требало да имаме приемен испит во одредени факултети. Бидејќи за 100 слободни места за примање на студенти, ако конкурират 300 студенти со 5,0 да кажеме, мора да има некаква селекција. Но нели ова е пракса од минатото и мислам дека и факултетите ќе знаат и студентите сами, потенцијалните студенти ќе знаат како ова да го надминат. Затоа велам дека нема простор, навистина нема простор за загрижување. Ги имаме предвид сите околности. Ќе се водиме по најдобриот интерес на матурантите. Никој нема да биде оштетен. Ама баш никој нема да биде оштетен. Но ќе обрнеме внимание и за квалитетот на образовниот процес. Бидејќи вие знаете дека државната матура е предуслов за упис во високообразовни установи. Но без оглед на овие законски предуслови ги разгледуваме сите можни опции. И тоа што е најцелисходно, најрационално, тоа решение со кое никој нема да биде оштетен и тоа ќе го превземеме. Добро, во вашите изјави во утрински брифинг напоменавте дека набрзо ќе се достават тие интернет картички од Телеком за децата кои што не можат тоа да си го возможат. Напоменавте уште неколку одговори. Ние како медиум секако ќе ги следиме тие политики кои што вие ќе ги имплементирате, ваш најголем оценувач во овој поглед ќе бидат професорите и наставниците кои што на терен знаат со какви недостатоци се соочуваат во поглед на оваа онлайн настава. Министерот Арбер Адеми, гостин во утрински брифинг, се надам одговоривме на неколку прашања кои што ги засегаат и наставниците, но и учениците. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас. Се надевам ќе се видиме повторно во студиото доколку се појават и други отворени прашања од наставниците, родителите и учениците. Со задоволство секогаш. Благодарам.